Каде се наоѓа нашата колешка Ивана, која што има да ни сподели многу интересни информации поврзани со еден летен караван. Иванче, добро утро, среќен петок, ти посакувам и убав викенд. Убав викенд, Сузе, на сите колеги, убав викенд секако и на гледачите. Како што можете забележите, ова утро ве поздравуваме од пред музеот на град Скопје, каде што токму вечерва во рамките на 47-то издание на фестивалот Скопско лето ќе се одигра една прекрасна детска представа од независен театар Хит, представата насловена Марука, за која што повеќе детали и за тоа каде се ќе имате можност да го видите театарот Хит ова лето во текот на месец јули. Ова утро ќе разговараме со директорот на театарот, тој е актер Сашо Ристовски. Ќе ви посакам добро и убаво утро. Можеби за прв пат на Скопско лето се игра представата Марука? Добро утро до вас, добро утро до гледачите на Алфа телевизија и до сите вработени во вашиот медиум. Прво, драго ми е што сум по прв пат гостин во вашата утринска емисија. Да, тетка Марука е во склоп на програмата на овогодишното издание на Скопско лето. Не, нашата соработка со Скопско лето е веќе неколку години, уште кога беше претходниот директор, кој за жал не напушти од овој свет. Сега има нова директорка, но соработките продолжуваат, бидејќи нашиот град Скопје, децата од Скопје заслужуваат да гледаат детски представи, секако од најразлични независни театри кои што ги има и кои што треба да ги има. И јас како тој епитет некако не се тргна од мене директор, да, сум, да се трудам да што повеќе ја има во Скопје и во Македонија нашата представа, не само нашата, тетка Марука, зборувам за ова представа, за сите представи кои ги продуцираме. Зашто се работи оваа представа и зашто секој едно дете од над 3 годишна возраст треба да дојде вечерва во 20 часот во музеот на град Скопје и да ја погледне оваа представа? Тетка Марука е прво посебна и по својот наслов, пред се специфична и привлекува внимание, но самата представа е детска комедија. Ние преферираме да работиме детски комедии со многу интерактивни елементи каде што дечињата се вклучени, како и многу музика. Ова представа говори за здравата храна, за одгледувањето на домашни зеленчуци и овошје, дека ние не треба да се срамиме, да имаме домашна бавчичка, да си имаме свој зеленчук од својата бавчичка, да се каснеме, но вистина јас тоа го имам и е многу посладко него купеното во продавница. Да чуваме животната средина и што е најважно, да се грижиме за здравието, нашето здравје и здравието на сите. Тоа е на еден многу комичен, убав детски начин, да можат сите возрасти, значи од 3 до 13-14 години, и родителите да уживаат. Да, безценето е чувството кога ќе си имате свое место каде што можете да си насадите нешто и после тоа нели да ви роди плод и да си го вкусите. Летниот караван на театар Хит си врви ова лето, па каде се ќе имаат можност да ве видат дечињата, низ кои градови, со кои представи ќе играте? Да, летниот караван започна некаде на почетокот на месец јуни, кој е насловен летен театарски караван, но од оваа година добива уште еден наслов, Срекни деца, срекна општина. Бевме, значи, во Охрид, продолжуваме со проектот во Охрид, врз основ на културата расте со децата за сите деца. Потоа сме Скопје, Гевгелија сме веќе во вторник, потоа сме на 24-ти повторно во Охрид, 25-ти сме во Вевчани и 30-ти сме на Велешко лето, така да едно плодно лето, а веќе во август дефинитивно е донесена одлука да одмориме, бидејќи од септември не чека доста многу работа и многу премиери.
Да, еве дечињата од неколку градови од Македонија ќе имаат можност нели во текот на летото, во текот на овој месец јули да ги погледнат вашите представи. Како ги одредувате еве темите кои што ги работите за децата и темите кои што ќе бидат нели вклучени во представите? Многу сериозно работиме, значи ние сме еден тим кој го сочинува театарот заедно со мене, мојата долгогодишна партнерка на сцена, драг пријател и другар Магдалена Ризова Черних и заедно со нас една прекрасна, надржна млада актерка, тоа е Ема Давкова. И заедно дискутираме многу долго што би работеле како тематика, кои ликови, кои темите се тие, ти не можеш да измислиш нови теми, но на кој начин ти тие теми ќе ги направиш и ќе ги доближиш до децата, за да бидејќи денеска во ова виртуелно време е многу тешко да го задржиш вниманието на детето. Ние создаваме програма која е за цела година и веќе ние знаеме каква ќе биде програмата од септември до јуни наредната година. Не е, да речеме, за 2 сати, 3 да одредиме нешто, него тоа се дискутира и преку година. Јас знам да ја предложам многу често и целата таа да претрпи измени, особено од помладата колешка и секако ние имаме и тим на луѓе кои што се зад кулисите и нив сакам да ги поздравам. Така да на некој начин енергијата која, односно изнаењето и новиот ветер кој го носат младите актери го применуваме и затоа можеби затоа децата толку не примат. Да, колку е важно е исто така постоењето на независните театри и нивното растење и градење на представата во целиот чин на културата и она што треба децата да го сознаат уште од најрана возраст. Огромно е значењето на постоењето на независните театри. Тоа секаде го има во светот. Дури се многу понапред од нас, имаат своји простори каде што работат, каде што творат, односно зборам за простори континуирани, матични простори си имаат своји, каде што публиката знае. Не е да патуваат еден ден се вамо, еден ден се таму. Не. Туку сметам дека покрај финансирањето кое е минимално на независните театри, колку да направат ни пола представа, па мораат со собствени средства. Покрај тоа што треба да се зголеми како буџет и треба на крајот на денот да си има еден простор каде што ќе бидат на крајот на денот поголем простор каде што ќе бидат сите независни театри, па ќе се борат меѓусебно со програма, ќе се надпреваруваат, а публиката, градот ќе знае дека тоа е место каде што функционираат независните театри. Независните театри се големи чинители во културата. Не се само националните установи. Да, јас имам своја матична куќа, национална установа Театар Комедија. Но чинители на културата не се само националните установи, не се само актерите во националните установи. Ние имаме толку млади, прекрасни колеги кои што немаат простор во националните установи, па бараат начин преку независни трупи, преку проекти да се покажат и докажат. Така да за мене, јас сум почнал од независен театар и не можам да не кажам дека тоа е едно од најубавите чувства. Тешко е, да, но ништо нема лесно ниту во уметноста, ниту во животот. Да, особено е важно тоа што работите со деца и представи за децата уште од најрана возраст да стекнат онаа навика на култура и на посетување на театар. Јас ви посакувам вечерва успешна представа и ви посакувам успешен летен караван низ градовите, низ Македонија, секако на целата екипа на Театар Хит. Ви благодарам многу за поканата, ви благодарам пред се како телевизија што секогаш најдувате време за сите културни настани во државата
И ете, отворен повик до вас, повелете, како медиум, и ги поканувам и сите ваши колеги медиуми да дојдат. Секако ја поканувам публиката и во 20 часот овде на терасата на музеот на град Скопје со своите дечиња, родителите, да се потсетат на детството и да уживаме и да се дружиме на една од најубавите манифестации во Скопје, Скопско лето. Да, ви благодарам, Сашо. Е отворена покана за сите вие кои што викендов или денеска ќе го поминете сега во Скопје, 20 часот, терасата на музеот на град Скопје е локацијата каде што вечерва треба да бидеме сите со своите дечиња и да им понудиме една поинаква културна вечер со независниот театар Хит и представата Тетка Марулка која што се игра вечерва овде. Прекрасна информација, ти благодарам многу, Ивана, голем поздрав до тебе и до Сашо.